Значи сега сме пред трговскиот центар Бисер во Скопската населба Аеродром, каде што денеска, како и на повеќе локации во земјава, се собираат потписи против градење на бегалски кампови на територијата на општина Аеродром. Иако Министерството за труд и социјална политика неколку пати ги демантира овие информации, сепак оваа кампања тече, а денеска забележавме некои од потписниците ни кажаа дека им земаат и матични броеви, па да ги прашаме организаторите зошто. Извинете едно прашање, зошто се земаат матични броеви? Која ќе биде акцијата понатаму? Матичниот број од лична карта? Да. За да ги идентификуваме лицата што се потпишуваат тука. А во која цел потоа ќе се користат списоците? За да не дозволуваме мигрантите да се вселат. Дали ќе има, не знам, референдум, петиција, нешто, бидејќи законот точно утврдува во кои цели може да се зема личен податок, а во кои не. За тоа ве прашам. Кои се натамошните чекори? Па си уште не знаеме, тие ќе бидат објавени понатака. Кога? Си уште и тоа не знаеме. Кои сте организатори? Кои се луѓето зад будење? Па сите граѓани што ги гледате тука. Вашето име, извине? Јована Презиме? Ацеска. Јована Ацеска. Да. Вие колку години имате? И овде сте против изградба на бегалски кампови во Македонија. Убедени сте дека тоа ќе се случи? Па да, Зошто? затоа што не сакаме другите членови да дојдат тука. Неколку пати Министерството негираше дека ќе има такво нешто во Аеродром, Но залудно, не им веруваме. кому верувате? На луѓето што се го кажуваат зборот. ВМРО ДПМН? Да. Вие сте партиски член или не? Ви благодарам. Добро, тоа беше младата Јована, која денеска помага во иницијативата Будење и која јасно и гласно кажа дека таа е партиски член и дека верува на партијата која поддржува, а не и на другата партија СДСМ. Впрочем, тука и нема ништо спорно. Спорно е дали овие акции се прават врз основа на точни и релевантни документи или не.